Општина Новаци продолжува према утврдените планови и стратегии што ги имаме за реализација на проектите. Моментално имаме доста проекти кои се во тек. Тоа само неколку ќе ви спомнам, дека изградбата на градинка во село Новаци е започната и мислиме дека ќе ја завршиме. Исто имаме локални улици во Новаци према утврдените критериуми во сите села кај што треба да се асфалтираат улици. Веќе почнато ние. Имаме едни проекти од фосилните горива, тоа се 10 проекти кои ги започнавме и ќе бидат завршени. Тука се атмосферска канализација во селата Далбеговци, Горно и Долно Агларци. Исто и изградба на тротоари во Новаци, Добромири и Гермијан. Имаме чистење на депонии кои го завршивме, чистење на 10-тиот канал од крупната од вегетацијата и многу други помали проекти кои ги имаме започнато и при крај ни се да ги завршиме. Исто имаме припремена документација и се припрема документацијата за реализација на канализациони мрежи во Гермијан, Бач, Добромири и Рибарци. Тие документацијата ни е спремна и понатаму ќе почнеме да ги реализираме овие проекти. Исто имаме многу други помали проекти, како што спомнав, чистење на мали депонии, чистење на канали за одводнување и наводнување, а тука поголеми проекти кои се реализирани, тоа е чистење на река Црна од крупната вегетација која е завршена и затворање на пропустите од поплавата 2015. И сакам да ви кажам дека тука после тоа затворање на тие пропусти, времето како да не тестираше, издржаа тие пропусти, Црна беше скоро наполнета, и ред други работи кои ни се во стратегијата и во плановите на општината, а се припремаат документи за два големи проекти кои се од капитално значење тука за општина Новаци. Тоа е префрлување на системот за наводнување преку река Црна и парноводот од рек Битола преку Новаци за Битола. А имаме голема заинтересираност во тој дел, затоа што тој цевковод врви из многу плодно земјиште. Имаме како од домашни, така од странски инвеститори сакаат да инвестираат во тој дел, во делот на пластеници, на рано градинарски култури, па може тука и нашите граѓани и индивидуално да го користат. Многу проекти имаме реализирано во делот на инфраструктурата. Секоја година ние асфалтираме околу 3 километри улици. Исто во делот овој младинскиот дом го изградивме, кој навистина доста не кошта, ама тоа е една голема придобивка тука во центарот на Новаци. Имаме инвестирано во локални патишта, каде што го привршуваме овој дел од Гнеотино према Брод. Оваа година асфалтираме 3 километри локален пат, 1 километар асфалтираме во Скочивир до манастирот Свети Архангел и 1 километар улици плюс овие 3 километри. Тоа се од платежната агенција, благодарение ни додели до големи средства. 1 километар во недоволно развиените села, тоа се Старавина, Зович и Арматуш. Во делот на образованието имаме доста инвестирано. Изградивме и училиште ново за основно одделение во Долгобевци. Го реконструиравме и саниравме училиштето во Рапеш, а исто и сите училишта, бидејќи имаме 7 подрачни единици, овој училишта
плюс ова централното Славко Лумарковски ги одржуваме и инвестираме. Во делот на спортот имаме доста активности, го поправивме и го оспособивме стадионот, бидејќи го имаше зафатено поплавата 2015 и можам да ви се пофалам дека оваа година влеговме во втора лига, сега Новаци се надпреварува во втора лига.